Allahu Akbar, Allahu Akbar. Prva točka, кога влегува Рамазан и Шериф, човекот, верникот, муслиманот, вика тесбиту ен-нија ас-салиха. Прва работа, направи цврст, искрен, длабок, сериозен нијет дека овој Рамазан ќе го постиш, овој Рамазан ќе се смениш на подобро, овој Рамазан ќе се покаеш кај Аллах азza ва џеле, овој Рамазан да биде поинаков од минатите Рамазани, бидејќи без нијет, делата се безвредни. Нијетот е мотив. Што е мотив? Зошто си дошол на џума? Зошто човек дели садака? Зошто дели пари? Зошто човек пости, седи гладен, пример? Има некој нијет, има нешто внатре, има некоја побуда, има некој чувство, има некоја убеденост, која го тера да прави добри дела. Гледаш некој како трча за џамија, некој како дава за џамија, гледаш некој како дава за музика, како дава за харам. Секој прави нешто. Едниот дава за Аллах, другиот дава за име. Дава за да добие авторитет или да се кажува неговото име меѓу луѓе. Затоа, нијетот е најважен чекор во оваа рамазанска трка да успееме да ги постигнеме Аллаховите дарови. Имам Ахмед ибн Хамбел, да зборуваме за овој великан, Ахмед ибн Хамбел, рахимахуллах, Аллах да му се смилува, нему и нам, тој му рече на синот, видиш што му рече на синот, учени луѓе, кои го живееле исламот, кои го чувствувале исламот, кои го практикувале и спроведувале исламот во дело. Моли, ја бунеје, за нијети добро. Фе иннеке ла тузалу би хајрин ма навајтел хајре. И као синко, за нијети добро, бидејќи ќе бидеш постојано во добро, се додека имаш нијет за добро. Што значи овој зборови? Ако ти занијетиш Рамазан да постиш, занијетиш да кланеш намаз, занијетиш да се покаеш, занијетиш да правиш добри дела, ти и нешто да не успееш, и да не успееш нешто да го направиш, пак ќе ти се пише како да си успеал. Пак Аллах азza ва џеле ќе те награди. Бидејќи постојано ти си во добро, што нијетот ти е добар. И секој пат нијетот на верникот е повреден, поголем, почист од делото. Верникот сака да направи максимално, ама шејтан ќе му попречи на патот. Затоа е многу важно во срцето човекот да донесе одлука цврста меѓу него и меѓу Аллах. О Аллах, дај ми кувет, дај ми сила, дај ми моќ, овој Рамазан да го постам со чист нијет, да имам награда. О Аллах, да ми ги примиш мои дела. О Аллах, да ми ја поправиш мојата состојба во фамилија, со жена, со деца. О Аллах, да ни го поправиш нашата населба, да го поправиш умметот. О Аллах, видиш што вели Ахмед ел-Ферид, еден голем научник од Египет, Ахмед Ферид вели: мубах дела се дела кои не се строго наредени. Тие се обични дела, дозволени дела, мубах дело. И тој вели вака, глед, просто кажано, наједноставно што можам да го поедноставам. Вика да ставиш мирис. Ево мирис да земеш. Парфем. Ако ти ставиш мирис на тело, да мирисаш убаво, да дојдеш во џамија, да не му сметаш никому со непријатен мирис. Ставиш мирис, бидејќи пејгамбер салаллаху алейхи ва селем рекол: "Хубби белеје мин динјакум." Од ова дуња сакам мирис, сакам жени, своите сопруги и намаз.
Ја ставам мирис, ден на џума, рекол пегамер, кој ќе оде на џума да стави убав мирис. Става мирис, бидејќи пегамер носил, ставал мирис на тело, пријатен, убав, и тоа замисли мирис. Ама тоа е ибадет. Со таков ниет. Со таков ниет ти се пишува добро дело, награда кај Аллах. Ти ставиш мирис, да, зошто да се убаво. Меѓутоа, во глава, сакаш да ставиш мирис, кога ќе поминеш покрај жени, да привлечеш внимание. Да бидеш симпатичен, да бидеш атрактивен. Тоа правиш харам. Правиш харам. И тоа голем харам. Зошто? Исто мирис, што бре, ништо мирис му ставил ја. Ама ниетот, ми гледа мирис си ставил. Ама ти ниетот твој каков е? Каква е твојата внатрешност? Каква е твојата цел? Исто дело, дете каква разлика. Едното добиваш награда, другото добиваш казна. Затоа, инвил хајр, одлучи да пости заради Аллах. Одлучи да бидеш подобар човек. Одлучи да постигнеш Аллахово задоволство.